YouTube објави дека од 22 јули 2025 година воведува нови правила за пренос во живо, со кои минималната возраст за самостојно стримување се зголемува на 16 години. Ова значи дека корисниците од 13 до 15 години повеќе нема да смеат да емитуваат без јасно присуство на возрасен кој активно ќе учествува во содржината. Новите услови имаат за цел да ја зголемат безбедноста на младите креатори и нивната публика. YouTube предупредува дека секој обид за заобиколување на правилата ќе резултира со привремено или трајно губење на можноста за стримување, дури и преку поврзани сметки. За да продолжат да стримуваат, помладите креатори ќе треба да овластат возрасен како уредник, менаџер или сопственик кој ќе го води преносот наместо нив. Овој чекор има за цел да ја намали можноста за злоупотреби и несоодветна содржина. Иако компанијата тврди дека ова се прави во интерес на заедницата, многумина сметаат дека новите правила би можеле да го ограничат развојот на младиот креативен талент, кој веќе има голема публика на платформата. Најновата мисија на SpaceX, Transporter 14, лансирана од Ванденберг, Калифорнија, на 23 јуни, го однесе во орбитата првиот квантен сателитски компјутер. Овој револуционерен уред е развиен на Универзитетот во Виена и представува значаен чекор за иднината на квантната технологија во Вселената. Квантниот компјутер користи фотонска квантна технологија и ќе тестира колку е издржлив во суровите услови на Вселената. Во мисијата ќе се анализираат ефектите од зрачење, екстремни температури и вибрации врз квантниот хардвер. Интересно е што моделот бил изграден за само 11 работни дена во германскиот воздухопловен центар. Покрај тоа што ќе го тестира опстанокот, компјутерот ќе се обиде да обработува податоци директно во орбитата. Ова може значително да го забрза реагирањето на критични ситуации, како шумски пожари, и да ја намали потребата за испраќање големи количини податоци назад на земјата. Првите резултати од неговото функционирање се очекуваат веќе една недела по лансирањето. Овој експеримент се смета за важен за идните сателити за наблюдување и за подигнување на безбедноста во вселенските комуникации.